Почитувани, денес ќе презентирам дел од природната стратегија на ВМРО-ДПМНЕ за справување со здравствено-економската криза, кој се однесува на мерки поврзани со консолидирање на јавните финансии и со финансиско консолидирање на земјата, како и мерки кои се однесуваат на финансиска поддршка за граѓаните кои на некој начин се погодени од кризата. Во изминатите неколку месеци бевме сведоци на низок капацитет на владата во менаџирањето со јавните финансии, за што говори податокот дека во првите 5 месеци од годинава имаме буџетски дефицит од 307 милиони евра, од кои само во мај буџетскиот дефицит изнесува 110 милиони евра. Според проекциите на Министерството за финансии на Република Македонија, годинава ќе ја завршиме со буџетски дефицит од 750 милиони евра, што ќе приближи јавниот долг на Република Македонија до 60% од бруто домашниот производ на земјата. Она што е позагрижувачки е тоа што најголем дел од овие трошења се за непродуктивни цели, а многу помалку за справување со кризата. Поради сето ова, потребна е сериозна консолидација на јавните финансии, што ВМРО-ДПМНЕ ќе ја направи веднаш по формирањето на новата влада. За таа цел ќе подготвиме итен ребаланс на буџетот, со кој ќе се изврши целосно кратење на сите непродуктивни и неприоритетни трошоци, кои не се во насока на справување со кризата и немаат дополнителна додадена вредност за економијата. Ќе подготвиме план за реализација на сите планирани капитални инвестиции за 2020 година со цел стимулирање на домашната економија преку поддршка на градежниот сектор и сродни на него сектори. Дополнително во буџетот за 2021 година ќе бидат планирани капитални инвестиции во износ поголем од 3,5% од бруто домашниот производ. Исто така ќе се разгледа можноста за натамошно одложување на кредитните обврски за оние граѓани кои се уште ги чувствуваат ефектите од кризата и евентуално олеснување на кредитните услови за нив. Државата ќе разгледа можноста за покривање на дел од трошоците за камата за најзагрозените граѓани до крајот на 2020 година. Дополнително, новата влада на ВМРО-ДПМНЕ ќе обезбеди сериозна поддршка за сите граѓани кои на некој начин се погодени од оваа економска криза. Мерката која се однесува на еднократна парична помош за една ограничена категорија на граѓани преку платежни картички е проблематична од повеќе аспекти. Прво, временскиот момент за нејзино имплементирање непосредно пред избори го поставува прашањето за намерите, дали истата е креирана вистински да се помогне на нашите граѓани или да се манипулира предизборно со нив. Второ, таа е технички проблематична, зашто потврда се негативните реакции на голем број граѓани за нефункционалноста и неприменливоста на системот. Трето, дискутабилно е селектирањето и ограничувањето на потенцијалните корисници на еднократната помош. ВМРО-ДПМНЕ смета дека поддршката треба да биде многу посеопфатна, со оглед на фактот што речиси сите граѓани во Македонија се економски и финансиски погодени од кризата. За таа цел, мерката ќе биде проширена и поедноставена со цел поголем број граѓани да добијат парична помош од државата за полесно справување со кризата. Во таа насока, почитувани, предвидуваме обезбедување дополнителна еднократна парична помош во висина од 100 евра во денарска противвредност за сите вработени лица во државата чии примања не надминуваат 15.000 денари. Обезбедување еднократна парична помош во висина од 150 евра во денарска противвредност за сите невработени лица кои не добиле помош со мерката за национални платежни картички. Понатаму, обезбедување еднократна парична помош во висина од 200 евра во денарска противвредност за сите лица кои ги изгубиле своите работни места поради кризата. Сите овие мерки вистински ќе им помогнеме на нашите граѓани, но истовремено ќе им помогнеме на домашното стопанство и на туризмот со поттикнување на домашната потрошувачка, што пак од своја страна ќе има дополнителни мултипликативни ефекти за националната економија. Дополнително ќе обезбедиме помош и поддршка за граѓаните во форма на поволни бескаматни кредити и грантови за сопствениците на приватни куќи и станови за поставување нови енергетски ефикасни фасади, прозорци, изолација на покрив и под со цел намалување на потрошувачката на енергија. Благодарам.